Еврокомпозитовци со месеци се комплетно заборавени од државата. Немаат земено ниту денар од лани во декември. Немаат здравствено осигурување, а воопшто не се опфатени ниту со најновите владини мерки за помош на стопанството. Се закануваат дека ако до понеделник не се реши нивниот проблем, дека ќе влезат во фабриката и ќе започнат со продавање на машините за да можат да преживеат. Ние му даваме рок до петок, доколку никој нема слух, решени сме да влеземе во фирмава и да почнеме ние да продаваме дел од машините и репроматеријалите. Значи, дали ќе не затвора или ќе не казнува нивна работа, ние сме секако казнети и решени сме од понеделник да влеземе во фирмава и да почнеме да продаваме, за да преживееме. Во последниве мерки до сега што беа тие две мерки и ова трета мерка, ние не влегуваме во ниедна од тие три мерки. Бараме јавно да излези владата и да кажи зошто овие 60 вработени не влегуваат во никаква во ниедна од тие мерки. Истакнаа дека после денешната средба со директорот Милан Тоцев, тие побарале оставка од него и тој им ветил дека ќе ја напушти функцијата, затоа што немал никаква помош од владата. Значи оставката ја побаравме ние. Значи видовме дека тој повеќе од 9 месеци директор, откако е дојден директор, ние таа работа што имавме изгубивме. И побаравме ние, тој кажа дека денеска ќе си поднесе оставка. Тој вика дека ќе си поднесе оставка, не можел повеќе, значи владата го ставила на седело, ништо не му помогнала. Дефинитивно оваа власт не мисли за вработените на Еврокомпозит, само не лажа, 6 месеци еве без денар плата сме, си прави екзибиции, си сменува директори, си ги назначува, кој дојди укради, замини си, кој дојди укради, замини си. Еве денеска и новиот директор, во наводници директор, си дава оставка и не знаеме доке ќе тераме вака со овие екзибиции што се ги прави. И да владата иди само кога ќе има избори, ветува брда и долини, а од ветувањата ништо. Се обидовме телефонски за оваа информација дали е така да добиеме потврди и одговори од директорот Милан Тоцев, но не можевме да го добиеме. Исто така, државата не го реализирала нивното барање за продолжување на договорот со МВР, кој што тие го склучиле во 2015 година за производство на панцири. Доколку се реализирал истиот, според вработените, тие ќе имале плата барем за неколку месеци. Тој е трипартитен меѓу Футура Мода фирмата, Еврокомпозит и МВР. И денеска директорот не рече, после еве 3 недели од тогаш поминаја, од МВР никој му пуштивне писмо, од МВР никој не се јавува да кажа дали го прифаќа тој или не. Така да таа последна шанса што остана со тој договор од МВР нешто да направиме и тоа остана. До сега не се реализираше ниту договорот и ветувањето од владата со кој таа се обврза да ги покрие неисплатените придонеси од 2012 година до денес, иако одлуката излезе и во службен весник. На вработените пак не им се исплатени околу 18 плати, а оние кои заминаа како технолошки вишок треба да добијат пуште околу 60.000 денари за отпремнина.